За прв пат дојави за бомби во 9 основни и едно средно училиште во Куманово. Преку заеднички мејл закани за поставени бомби добиле основните училишта 11 октомври Барам Шабани, браќа Миладиновци, Крсте Мисирков, браќа Рибар од Табановце, Јероним Дерада од Черкезе, Карпош од Думиндол, Кирил и Методи од Романовце, Кочо Рацини, средното Гоце Делчев. Испратени беа екипи на СВР Куманово, а полицијата преку соопштение потврди дека има дојави за поставени бомби. Денеска кога бевме сите во школа, нешто пуно деца зборија за бомби и професорите. На нас ни кажа пред големиот одмор и сите деца зборија околу мене. Јас слушав дека има бомба и сега кај мене во училница директорка ни кажа сите да искачаме надвор и на пуно други деца, како мои другарки, на нив ми кажале да искачат. Од училиштата информираа дека навремено е реагирано. Учениците и наставниците по откриената порака веднаш безбедно се евакуирани. Во 9:10 беше добиен мејл на нашиот училишен мејл од извесен Антонио Т, каде што најавува дека во училиштето има доставено бомба. Во 9:18 часот јас повикав 192, меѓутоа првично што беше превземена евакуација на вработените и на учениците. Учениците беа изведени без паника од училиште. Од училниците влегов и реков, ајде нова година излегуваме сите, ги скратуваме часовите, ве честам, за да направиме некоја атмосфера да не биде некоја панична. Излегува сите со добро, значи не части директорката, излегуваме од часовите. За 8 минути значи беа изведени учениците и вработените од објектот. Ние имаме уште два објекти кои се наоѓаат во централното градско подрачје, училиштето во Тане Ѓорѓиев и подрачното училиште на Соколана, и таму веднаш ги информиравме, иако не постоеше во мејлот одредена локација кој училишта, меѓутоа мејлот беше упатен до основното училиште браќа Миладиновци. Пристапивме и тие објекти, ученици од тие објекти вработени беа евакуирани. Планот за евакуација ни е изготвен уште пред една година, кога се случи оној немил настан со модуларната болница во Тетово. Тогаш пристапивме кон целосни, значи документи, планови, симуланти на вежби, симулирани вежби за евакуација, и тогаш 4,5 минути ни требаше за евакуација, ама ми беше смешно. Мислевме дека тоа е за не дај Боже прилика на пожари или елементарни непогоди, меѓутоа сега ова ни послужи и сметам дека за многу брзо време успеавме неподготвени да изкочиме и да излеземе на безбедно. Ние почнавме нормална настава, после третиот час имаме пауза што трае 30 минути, негде 60% од учениците беа надвор од училиштето и имавме информација за аларм бомба поставена во училиштето. И затоа учениците што беа внатре делувавме превентивно со наставниците, ги извадовме надвор од објектот, и така што сите сега моментално ни учениците и ни наставниците не се во училиштето, полицијата е тука, ние чекаме одговор од нивната страна, и ќе се вратиме во училиштето тогаш кога ќе добиеме информација дека нема ништо во објектот. Дел од родителите на своја иницијатива ги повлекоа дечињата од градинките кои се наоѓаа во близина на училиштата. Дојавата за бомби во Куманово следи само еден ден по одржаниот координативен состанок за справување кризни состојби и преземање мерки кои го организираа секторот за образование при општина Куманово, заедно со полицијата присуствуваа директори на сите основни и средни училишта. По налог на полицијата во училиштата не се одржа настава во втора смена. Одредени училишта, иако не добиле заканувачки пораки, одлучија да ги ослободат учениците од настава. Имаше и такви кои продолжија со работа. Преку соопштение градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски побара граѓаните да бидат смирени бидејќи надлежните се на терен.